Поддржан од гласачите кои сметаат имиграцијата за најважното прашање во трката во 2024 година, поранешниот председател и веројатно републикански председателски кандидат Доналд Трамп победи на прелиминарните избори во Њу Хемпшир во вторникот. Има милиони луѓе кои нелегално влегуваат во нашата земја, доаѓаат од затвори, од ментални институции. Победата веројатно ќе го охрабри Трамп да изврши притисок врз републиканските законодавци да избегнат компромис за договорот за имиграција. Тој на социјалните мрежи рече дека републиканците не треба да се согласат со договор за границата, освен ако не добијат се што е потребно за да се спречи, како што рече, инвазијата од милиони луѓе. Белата куќа и сенаторите од двете страни работеа со месеци за постигнување на договор кој ќе обезбеди 106 милиарди долари безбедностна помош за Украина, Израел и Тајван. Републиканците инсистираат да се вклучи финансирање за обезбедување на границата и заострување на прописите за имиграција. Минатата недела, председателот Бајден рече дека се надева оти пакетот ќе помине барем во Сенатот. Сега прашањето е во раце на спикерот и републиканците во представничкиот дом, дали и тие се подготвени да действуваат. Активистите за олеснување на имиграцијата се песимисти. Конгресните републиканци не се спремни да поддржат политики на добра волја што ќе воспостават хуман и регуларен проток на границата и ќе го задржат правото на азил. Наместо тоа, екстремно десничарските републиканци доминираат во дебатата, вклучувајќи го и поранешниот председател Трамп. Прашањето за границата ја разгорува републиканската база, а усвојувањето на нацрт законот за кој демократите можат да го сметаат за политичка победа, може да им наштети на републиканците во изборна година. Тие не сакаат да гласаат за ништо што би можело да му донесе политички поени на Џо Бајден, но и да се елиминира ова прашање за границата од кампањата во 2024 година. Додека војните во Газа и Украина продолжуваат да беснеат, надворешната политика стана позагрижувачко прашање меѓу американците оваа година. Анкетите на центарот АП Норк покажа дека 60% од американците велат дека надворешната политика треба да биде главен фокус за 2024 година, за разлика од 41% лани. 35% ја наведуваат имиграцијата како најголема грижа, што представува зголемување од претходните 27%.